Македонија, добро утро. Бака сега слушате. Човеков со измамата, значи е најден, лоциран поточно. Вака сега да ви кажам, на сите, ова е мојот YouTube канал. Гледате. Сите кои бараат помош, зборувам посебно тие кои бараат помош, не може тука да има преку 10.000 следачи, а тука нема ни 50 души на YouTube, за кои веќе месец дена ви кажувам, вака дека видев и добро утро, за кои, значи YouTube каналот, да го заследите сите, посебно вие што барате помош од цела Македонија, тоа е, не знам, фасцинантна бројка, невозможно што се вика, но тоа е тоа. Да ме заследите на YouTube, не може вамо да барате помош, а јас од каде? Јас кажав во едно видео, да го има петина богатството на Илон Маск, овие проблеми не може да се решат, бидејќи секој проблем е пари. Кога тука ќе ме заследите, ви кажав, ќе има повеќе прилив, и тоест прилив на пари, бидејќи вамо нема прилив на пари на Facebook. А тие пари пак се за вас. Колку побрзо ме заследите, толку подобро ќе биде за вас. Колку помалку или воопшто не ве интересира тоа, мислите дека помошта паѓа од Марс? Не, напротив, помошта од Марс не паѓа. Јас, да, имам доста хумани луѓе, има луѓе кои сакаат да покажат хуманост, се јавуваат, потоа сами се јавуваат, ги пишуваат, потоа ги нема. Немојте тоа да го правите, да. Иначе, за почитувани, за овие зборувам пак кои бараат помош, да знаат дека јас можам некогаш да побарам тука и во Гостивар, јас знам каде да тропнам, на која врата, не е битно дали ќе биде таа ситна, секоја помош е добродојдена, или крупна или најкрупна. Меѓутоа, јас тоа можам да го направам еднаш или два пати, еднаш на месец или на два. И тие луѓе исто кои имам прекрасни луѓе кои се големи донатори, меѓутоа не може тие луѓе со толку луѓе да ние цела Македонија ја обезбедиме со се, не? Затоа, значи, заследете ме тамо. Колку ќе биде приливот од гледаност, толку, јас не знам. Меѓутоа, тие пари, значи еднократни помош, за еднократна помош, да речеме, како пред 5-7 дена една мајка со мали две дечиња од Неготино ми се јави, дека, ете, немам за млеко, за децата такви за ситни работи, мислам за ситни, тоа се крупни, ситни се како, нели, значи за храна, нели, во таков случај можам да речеме 4, 5, 6.000 денара во храна, бидејќи јас со храна не можам, освен Гостивар и тетово, никого да услужам во Македонија. Така, значи, пари во таков случај нема никој да добие на рака. Туку ги купувам производите што ќе им треба, да, памперси, такви работи што бараше, во преку карго и ги исплачам на адреса. Значи, ако ме следите тука, на YouTube каналот, што вас тоа ве кошта? Што вас тоа ве кошта? Да стиснете едно дугме дека ме следите таму. Или не сакате, или ако мислите дека овај човек ќе ни помогне и готово, тука се лажете. Значи, не можам јас само да помогам, а вие сами себе не сакате да си помогнете со тоа што ќе стиснете тамо да ме заследите на YouTube, бидејќи понатака јас таму ќе ги правам сите објави без разлика на што и да се. Тоа е едно за сите следачи, значи заследете ме на YouTube каналот. Тој човекот, да го кажам, тој дечко од Скопје, да, вчера измамникот, мислам на измамникот, да, ми пишуваа многу луѓе, меѓутоа го најдовме каде се наоѓа точно лоциран, последно каде таксито ги однесло и така натака. Ноческа до еден полноќ разговарав со жена една која работела, ми се представи како инспектор во МВР. Да, разговараме со неа и таа нешто ќе преземе се. Меѓутоа, јас ќе пријавам тука во полиција утре, сакам кога ќе бидат сите нели тамо поголеми по хиерархија или по чинови луѓе, исто измамиле една баба
жена со која биле комшии во Скопје до пред 3 дена, кога тие го напуштиле, тој неговата таа женска, го напуштиле тоа место, не знаеше и бабава, жена возрастна, значи во стари години, без една нога била, како што ми кажа, нажалост, од некоја операција, хендикепирана, со маш, па дури ми пушти видео како со некои пари, значи еднаш му украле 50 евра, еднаш 6000 денара. Тој со неговата женска. А секој ден ги хранела бабата, така да еве и ова, уште едно плюс, за да знаем некои што таму пишуваат, дека за нив местото не е да се шетаат по улиците низ Македонија, бидејќи че имаме измамени уште многу луѓе. За такви луѓе местото се знае каде е. Шутка. Така, Македонија, сите кои сте во странство, да ми имате еден убав ден, исполнет со многу насмевки. Да, тука се фаќам бидејќи пред малку, значи се бријав, па нешто мислам дека се исеков заради тоа, да. Да знаете, меѓутоа кај мене јас сум секогаш така природен и секогаш зборувам искрено и немам проблем да излезам и таков и ваков, само за да направиме нешто за доброто во оваа држава. Значи, во случајот мене измамата која тој ми ја направи со тие 6000 денара, секако тоа измаман беше исто и човекот од Македонија кај кој требаше да работат во Италија. Меѓутоа, тука не се работи за тие 6000 денара. Тука се работи за принцип. Човек, дечко кој од дом излегол, како и што се представи, бабата тоа ми го потврди. Наместо да се социализира, да биде културен, емансипиран, кога излегол од домот во општеството, да може да го прифатат сите луѓе, да може да се најде и работа, и било што. Тој трнал на плячки, да, и исто и ова, бабата. Ми викат, да, вика, каде и да работе, а секаде викат краделе, каде што работеле и така натака, па ги бркале од работа. Значи, суштината на мојо, ова со него што го правиме, да се најде и да го пријавиме, е за тоа да нема измами во обити понатака од нивна страна, бидејќи тука нема спас, такви луѓе ги има многу, веројатно. Меѓутоа, еве, јас, како вика, накапав на тој, кој го одбра на патот наместо рај, тој одбра пекол. Мислам, пекол кој веројатно, нели, за тоа што мене ми измамил, за тоа што бабава е измамил, веројатно ќе биде во шутка некоја време. За тој пекол, мислам. Да ми имате убав ден, многу здравје, да.